Со оглед на тоа што во Скопје е најголемиот притисок за сместување во студентските домови, ние во денешната емисија решивме да го поканиме директорот на Државниот студентски центар Александар Каровски. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, благодарам на поканата и поздрав до гледачите на Македонска телевизија. Веројатно сте горд на она што пред малку го видовте, го имате видено и во живо, да се разбереме. Точно знаете докаде се подготовките и докаде е реконструкцијата на Стив Наумов студентскиот дом, но веројатно ви е драго кога гледате дека во вашиот мандат студентите кои што од следната студентска година ќе студираат и ќе бидат сместени токму во овој студентски дом, ќе живеат во едни прекрасни услови за живење. Секако никој не може да биде равнодушен на тоа што се случува. Нормално дека ми е многу мило што младите луѓе ќе имаат, можам слободно да кажам, кога ќе заврши реконструкцијата на овие два дома, ќе имаат најдобри услови во регионот и пошироко. Какви се инаку, како вие како директор на Државниот студентски центар ја оценувате моменталната состојба со студентските домови? Конкретно, јас сум директор на Државен студентски дом Скопје, каде спаѓаат трите дома, Гоце Делчев, Стив Наумов и Кузбен Стиховски Питу. Моментално работи само Гоце Делчев. Условите во Гоце Делчев се одлични, тоа е дефинитивно најдобри услови во Македонија, затоа имаме голем интерес за сместување во домот. Тој дом има капацитет од 1216 легла, кои што се исполнети до последното место. Условите се одлични, така да во новите домови, реконструираните ќе бидат уште подобри условите. Гоце Делчев е реновиран неколку пред 10 години, затоа се условите соодветни за добро функционирање на домот. Колкава е побарувачката за сместување во студентски дом од студентите? Конкретно овие 2 години од кога не работат двата дома, многу голема е побарувачката заради условите кои што ви кажав и се соочуваме секогаш со помалку, односно големи барања за кревет повеќе. Имаме одлични услови и затоа побарувачката е голема. Дали со ова реновирање на студентските домови ќе се обезбедат современи услови за студирање, односно денешниве студенти бараат малку поинакви услови од студентите пред 20 на години? Секако да. Современото општо се го прави своето. И ќе имаат одлични услови според нашите сознанија. Реновирани ќе бидат комплетно домовите, мензата, читалните, ќе имаат и мали чајни кои никаде што можат да се дружат во слободното време. Така да според тоа што го имаме нов мебел, нови тоалети, нов се ќе биде ново практично, како нов дом и условите ќе бидат идеални. Од прилогот пред малку слушнавме дека студентскиот дом Стив Наумов би требало веќе следната учебна година да ги прими своите жители. Што се случува со Кузман? Според моите сознанија би требало и Кузман да биде готов за новата академска година. Меѓутоа не би реновирањето е во надлежност на Министерството за образование и наука и ние сме повеќе концентрирани само до Министерството на квалитетот на извршување на работите, бидејќи тоа не е најважно, не ги гледаме толку роковите, но се надеваме дека ќе стартуваме со полн капацитет. Тоа било некаде во трите дома повеќе од 2500 студенти и се надеваме дека септември ќе започнеме со полн капацитет. Септември и забрзушите октомври. Дали се доволни овие капацитети кои што во моментов ги има држава, зборувам за Скопје, да ги прифатат сите студенти кои што се заинтересирани за сместување? Или можеби имаме потреба од нови објекти? Моментално во Скопје работат 3 дома, Гоце Делчев, Сенич и Пелагонија. Според моите информации, сите студенти што побарале сместување го добиле. Нормално не добиле каде што сакаат сите, меѓутоа сите студенти било понудено да бидат сместени во државните домови, така да со отварањето на новите два дома ќе се реновираат и Сенич и Пелагонија, ќе има доволно капацитет. Се надам дека и уште повеќе ќе дојдат студенти, тие што сега сместени во приватни станови, бидејќи ќе бидат одлични услови, очекувам дека многу поголем број студенти ќе бидат сместени во домовите во Скопје. Студентите се жалеа не само на условите за сместување, туку и на храната која што ја имаше во студентските домови. Каква храна ќе добиваат? Што да речеме, што се случува сега во студентскиот дом Гоце Делчев?
Значи, не можам да зборам за минатото, јас сум директор година. И нема да зборуваме за минатото, ќе зборуваме за сегашната состојба и она што го планирате. Подобрени се многу условите за храна, кога сум јас директор, да не биде сега дека нешто јас се фолам. Зголемен е потрошувачката на храна, тоа ни е репер дека студентите се задоволни од дењето, дека е многу повеќе зголемена од кога се сменија некои работи. Според мене има одлична храна, немаме реакции од студентите за храната. На почетокот имаше некои реакции, комуницира со нив, сменивме тоа што побара, така да во моментов мислам дека се задоволни од храната која се ево го за другите домови, треба да си кажат другите директори. Така, за другите домови ќе зборуваме следната академска година. Ме интересира од претходните прилози, слушнавме дека дел од студентските домови во текот на летниот период, кога собите се празни, нели, кога студентите не се тука, функционираат пазарно, да кажам, и примаат гости или туристи. Има ли можности во Скопје, да речеме, да се случува такво нешто, или дали во моментов се случува со оглед на тоа што е потребно и самоодржливи да бидат објектите? Има услови, работиме ние со групи, не можеме да кажем баш пазарно, не сме ние пазарно ориентирани, ние сме пред сместување за студенти. Меѓутоа да, во летниот период работиме со групи, фолклорни, пејачки, спортски групи, ги сместуваме, имаме. Сега во текот на годината за сега не можеме затоа што ни се полни капацитетите. Кога ќе ги имаме трите дома, доколку има слободни места, може да работиме и преку целата година со таков вид на сместување. Например, претходното лето имавме 1000 и повеќе од 1000 спортисти кои што учествува на олимписките, светските младински олимписки игри кои беа организирани во Македонија. Така да имаме доста побарување и дел од студентите кои што живеат во Скопје, работат или престојуваат за време на летните периоди, им даваме символична цена за да може да престојуваат во текот на летниот период, некои дури се ослободени од плаќање. Очекувате ли веќе следната година она што за студентите приоритет да имаат нормално студентско сместување со сите услови, со се она што го бараат денешните млади луѓе, студентските домови да им го понудат? Да, како што истакнав ви претходно, ќе бидат најдобри во регионот. Инаку ние во Гоце Делчев, во последнава година имаме активности за да го подобриме студентскиот стандард, особено во делот на спортски активности или делот за слободно време. Во соработка со Министерството за спорт го реконструиравме спортското игралиште. Имаме нова подлога, ограда на спортското игралиште. Во преговори сме, односно веќе мислам дека договорено оваа година во Стив Наумов да се направи спортско игралиште, а во моментов сме во фаза, односно добивме донација од Комерцијална банка и ова е ново, уште не сме го реализирале, сега ќе го реализираме деновите, ќе направиме фитнес центар во склоп на домот, каде што студентите ќе можат бесплатно, без трошоци за патување да ги користат услугите на фитнес центарот во самиот дом. Навистина ќе имаат современи и модерни услови за живење во студентските домови, но едно е сигурно дека никој не може толку да создаде добри услови, никој не може толку да реновира колку што некој што би бил несовесен може да уништи. Каква е пораката? Така, меѓутоа видете тоа до студентите? Да. Нормално студентите инвентарот би требало да го чуваат како да е нивни. Треба се придржуваат до куќниот ред, иако морам да кажам дека немаме проблеми од таков тип во Гоце Делчев. Немаме оштетувања. Тоа е веќе дел на менеджерот, односно во случајов јас како директор со мојот тим, имаме строги услови, нормално. Студентите се полнолетни, си подпишуваат изјави дека не сме да оштетат инвентар, доколку се оштети ќе бидат наплатено. Нормално, имаме дисциплински комисии, ако не се однесуваат соодветно. Морам да истакнам дека доека сум ја, еве сега, директор година и нешто, не сме имали некои посериозни проблеми. Тие што ги имаме ги санкционираме. Така да, нормално, треба да ценат дека тоа е општествено добро, за нив се реконструира, владата одвојува огромни средства да се реновираат, сите домови ќе се реновираат во Македонија и треба да го зачуваат како тие ќе имаат добри услови да остават и за следните генерации на студенти да живеат во одлични услови и да имаат услови за добро студирање и учење. Каровски, мене на крајот на разговорот ми останува да ви посакам наискрено во септември
да имате полни раце работа со сместувањето во овие 3 студентски домови, да нема проблеми сите студенти да бидат сместени во одлични услови и се разбира да го чуваат она што е создадено за тие да имаат нормални услови за студирање. Да, јас сум сигурен дека ќе биде така и ќе ве поканам кога ќе отвориме домовите заеднички да направиме уште една емисија да видиме дали ова што го зборувам е вистина. Со задоволство, со задоволство ќе дојдеме, ќе бидеме таму. Ви благодарам уште еднаш за вашето гостување денес.